Јазлеста кожа ќе ги докусури сточарите. Од денес Србија забрани увоз и транспорт на говеде и говедско месо од Македонија поради опасност од ширење на болеста. Алармот за државите од соседството го запали големиот број на инфицирани говеда со јазлеста кожа во државава. Официјално овде се регистрирани 34 жаришта во 14 општини, главно во источниот дел на Македонија. Сега сме осакатени, нема додека. Нема што да се каже. Докажало се е. Безизлезот во кој се најдоа сточарите беше причина вчера тие да го блокираат патот кај Смојмирово и Мачево со барање итно да се започне со вакцинација на говедата, но и здравите грла да не им се одземаат. Кравите да не се уништува без веза. Оти има крави стварно некаде заболени, ама ја пред некој ден в Безгашово 32 крави и теорија без веза. Ако ја уништат таа стока, на нас дека ни е крај, ние сме едино наша малешевија од кравите сме тука. Влазат некој ден. Денес сточарите и представници од Агенцијата за храна и ветеринарство имаат долга заедничка средба во обид да најдат решение за проблемот. Никое право не ни е дозволено. Сите барања што ги баравме попаднаа во вода едноставно. Караванот си врви, стоката си заболува, вакцина нема. Ту нема од тоа што го тераме ништо изјаснено како што треба. Дали ќе има утре и други ден, значи в текот на тие недели, ако стигне, значи ние вршиме и тие наши заштити. Се до оној момент додека нормално не се започне со вакцинацијата, превентивно да си ги преземат сите оние мерки и можности кои можат, тоа е првенствено, како што и од првиот момент на болеста, да набават репеленти, да ги користат репелентите, кои знаеме ги одбиваат овие инсекти, комарци и муви кои пренесуваат вирусот, исто така да не ги напасуваат доколку можат, а доколку не можат, доколку мораат животните да бидат на паша, да не ги држат заедно. Сепак направената штета е голема и прашање е дали сточарите ќе успеат да се носат со неа и да продолжат понатаму.